Здравство најслаба карика во општеството. За само 7 години во министерската фотелја се променија 5 министерски имиња. Најави за големи и радикални реформи, а од реформите за сега пациентите не гледаат ништо. Има амбициозни најави за промени во здравството, но од каде и како може да се почне? Вечерва во 24 анализа разговарам, дебатирам со представници, со тројца доктори, но сите имаат доаѓаат од одредена политичка опција и малку ќе инсистирам на нивна искреност кога говориме за здравството и проблемите во здравството. Ги најавувам Ристо Симеонов, доктор Ристо Симеонов, добро вечер. Добро вечер, добро ја најдов. Благодарам на поканата. Вие сте од ВМРО ДПМН и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. И воедно едно од имињата кои се лиферуваат во јавноста како можен иден министер за здравство, но ќе поразговараме. Ќе почекаме за тоа. Да. Ален Ѓоргиев, актуелен директор на Штипската болница. Доктор Ѓоргиев, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на емисијата. Да кажеме од СДСМ. Да, јас сум член на СДСМ. И разговараме со Валбон Лимани, доктор Валбон Лимани од коалицијата Вреди. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Не е греф да и лекарите и сите ние сме политички битија да си имаме политичка опција, но за вовед сакам да ве прашам. Тројца досегашни министри за здравство, што поминале, што ги споменав, за 7 години се сменија 5, тројца од нив повторно ќе станат пратеници, а некој од нив можеби и иден министер за здравство. Прашувам, како лекари кои сите сте реализирани, сте доаѓате од науката, што е предизвикот таа политика, таа министерска позиција, фотелја, што може да биде поривот и за пратеничката и за министерската? Ајде, Симонов, со вас. Предизвикот е креирање на здравствени политики, затоа што преку политика може да се креираат здравствени политики. Ние сме здравствени работници и кариерата здравствена си ја креираме преку здравствениот систем. Меѓутоа политика се креира преку политички систем и верувам во искрената намера на секој министер да ги подобри условите во здравството, затоа што нас не е потребен квалитетен, функционален здравствен систем достапен за сите граѓани. Тоа во моментов го немаме, ниту сме го имале назад 34 години. Тие се моите ставови во однос на политичките амбиции во здравствениот систем. Се поголем број на доктори од различни профили ги гледаме како дел од партиските структури и во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Имате, доктор Ѓоргиев, вие, искуство некое политичко, партиско, долгогодишно, што може да биде предизвикот за ваквото престројување во политиката? Така, значи, јас сум, долги години сум во политиката, сум бил и пратеник во Собранието на Република Македонија, сум бил член на Централниот одбор на СДСМ и во партиската комисија за здравство. Се сложувам тука со професорот Симеонов дека нашиот ангажман прво партиски во тие тела кои што се здравство е со добра мисла и добра намера. Значи, креаторите на идните политики, бидејќи политичките партии секојаш претендираат да ја преземат власта и креираат своји политики во сите сегменти на живењето, па така и во здравството, и мора докторите да бидат активен дел од тоа. Поготово луѓето кои што се од фелата, луѓето кои што со години се во тоа здравство, ги детектираат во најголем дел проблемите и да можните решенија ги инкорпорираат во тие, да кажем, изборни програми и политички програми и доколку се освои власта, да преку политичка функција, дали е министерска, директорска или некоја друга функција, да се обидат поголем дел од тие, да ги кажем, политики кои што биле планирани да се спроведат за да може да ги спроведат. И од тука е тој првиот ангажман, да кажем, бидејќи прашате зошто порив и мотив е еден, а второ имам чувство, ја не знам дали ќе се сложат со мене останете двајца вечерва гости на емисијата, дека и политичките партии се уште си ги сакаат лекарите во своите редови, поготово кој има изборни кампањи и сметам дека и после сите овие години голем дел од лекарите сепак се, да речеме, со свој интегритет, со свој углед во кај граѓаните и дека политичките партии на еден начин, буткајќи ги во првите редови, да кажеме, и за функции за се лекарите, се надејат на еден начин на
поголем број на гласови и тоа чувство го имам јас многу години. Сметам дека и тоа е другиот порив на политичката партија, нели, да видат видни луѓе угледни кои што можат да, нели, да. Лично сметам дека малку обратно пропорционално точно партиите можеби преку докторите сакаат да го набилдаат имиџот, така, да залепат Тоа е гласачи. додека е кампањата. Но кај обичните граѓани, кај гласачите е тоа прашање зошто лекариве сега одат во политика да се компрометираат наместо да не лечат и да ни ги даваат потребните услуги. Мислам дека тој процес малку Да, само уште малку. како Знаете, затоа перцепција. што докторите ги знаат проблемите во здравството. Затоа изборот треба секогаш да биде министер за здравство да биде доктор. Квалитетен, со искуство, кој што на никој не му должи ништо, кој што има визија и кој што има добра намера да направи функционален здравствен систем. Затоа треба докторот да биде министер, затоа што докторите, ние докторите ги знаеме проблемите Мислам, во здравствениот имавме систем. правник некогаш за здравство. Да, и да се Правникот, тоа се правни норми, меѓутоа искуството и проблемите внатре во системот ги познава докторот. Да се надобра за пациентите, не го губат лекарот. Во минатите години, да речеме, до 2016 година имаше ограничување за, да речеме, оние кои што имаат политичка функција, како јас кога бев пратеник, имаа забрана за професионална дејност, мораше само да се биде во собранието. Од тогаш се смени законот, така да пациенти не го губат лекарот, дури и да се бави со политичка функција, дали е директорска, дали е министерска, секојаш тој може да има свои денови и за прегледи, и за операции, и за третмани, така да може и пратеничката функција да ја врши и да си ја врши основната дејност која што има, така да тој не изгуби за пациентите и не гледам зошто би било проблем да речем учество на Добро, имам ја тука да ви опонирам, но сакам за Лимани да оставам простор, еве вие сте помлад. Добро, да. Накратко, јас мислам дека цела оваа приказна околу учеството на лекарите во политиката треба да се гледа од две призми. Едната е таа дека лекарите најдобро знаат што му треба на нашето здравство, во нашата држава, и со оглед на тоа дека подобрите услуги се имплицираат од здравствените политики кои ги креира државата во однос на Министерството за здравство, многу е логично да лекарите бидат вклучени во креирањето на здравствените политики, се со цел да им пружат подобри здравствени услуги и да има подобар здравствен систем за нашите граѓани. И секако се согласувам и со второто дека граѓаните во глобала имаат доверба кон лекарите и политичките партии од една страна можеби да речам не искористуваат така околу изборите, кога граѓаните поради таа доверба што имаат кон лекарите, сигурно повеќе би им се довериле и би гласале лекари кои ги сметаат дека се добри во својата професија и можат успешно да се справат и во улога на пратеник или пак на министер за здравство, така да не е спорно дека лекарите мора да бидат дел од политиката, доколку сакаме да креираме добри здравствени политики, затоа што доколку лекарите не се, доколку оставиме другите фели да условно кажано експериментираат со здравството, сигурно не би имале добри резултати, ниту како министерство, а ниту пак услугите кон нашите граѓани не би биле на ниво. Сега сите велите најдобро е министер за здравство да си е човек од фелата, доктор. Ја на тоа ќе ви речам, Таравари доктор, Беким Сали доктор, Бенко Филипче доктор, Меджити доктор, сега Демири И многу пред нив. доктор И и многу пред нив. А здравството на кое дередже? Затоа Објаснете треба ми ја логиката, треба бидејќи се исклучи инсистира. Политичкиот момент. Што значи тоа, докторе Симеонов, да се исклучи политичкиот момент? Тоа значи дека треба да се почитуваат критериуми, квалитети, протоколи за работа. Главен проблем во здравствениот систем е корупција, неефикасност и отсутство на одговорност. Секоја неодговорност треба да сноси одговорност, секоја неефикасност треба да сноси одговорност, секоја корупција треба да сноси одговорност. Секој почеток е искрен, меѓутоа после влегуваат во политички лавиринти и нема излез. Добро, еве ве прашам. Излезот е следен министер. За- И некој министер да има добар почеток и да има добра визија во наредни 10 години, 20, има краткорочни, среднорочни, долгорочни планови. Следниот министер ќе ги прекине и добрите проекти на претходниот министер. Нема континуитет. Нема Ајде малку континуитет. да навлеземе во суштината на некои работи. Еве пак со вас прашањето.
Од каде треба, прашањето е за сите тројца. Новиот министер за здравство. Од каде, што треба да биде првиот приоритет, првиот проблем за решавање? Знам дека има многу, јас си ги напишав, еве ми пишува листа на проблеми, ќе ги проанализираме. Од каде може да се почне со некоја промена? Првата промена што треба да се случи во здравството и што треба да ја потпише новиот министер за здравство. Има многу проблеми. Главниот е проблеми, ви реков, се корупција, неефикасност и отсутство на одговорност. Од тука треба да почне. Како? Треба да се реши, треба да има добар почеток секој министер. Треба да ги решава проблемите еден по еден и има, како што ви реков, краткорочни, среднорочни и долгорочни планови. Во програмата на ВМРО-ДПМН, во краткорочни планови е да се реши проблемот со приватните специјализанти. Тоа е проблем кој што е наназад со години. 500 приватни специјализанти немаат здравствено осигурување, немаат пензиско осигурување, имаат плата од 28.000 денари, а при тоа треба да платат специјализација, да го живеат месецот, голем дел од нив немаат семејства и како да имаат, како вие да створите семејство, да имате деца со 28.000 денари. Има и решение и за тоа. Значи, барањето на приватните специјализанти е многу издржано. Они бараат просечна плата со платени доприноси. Просечна плата со платени доприноси е барањето на приватните специјализанти со договор на определено време. Тоа во превод значи дека државата, односно Министерството за здравство, треба месечно да одвои 250.000 евра или годишно 1 милион евра да го реши проблемот на 500 приватни специјализанти. И во тек на таа година да го реши нивниот статус системски. Значи, во здравството ни е потребно системско решение на проблемите. Еве, јас сум ги пишала приватните, бе, почнуваме со нив. Системско решение значи дека во тек на таа една година треба соодветните здравствени институции да ја превземат нивната специјализација, да ги превземат како доктори во тие здравствени институции, да добијат решение на неопределено време и здравствената институција да ја превземе приватната специјализација. До тогаш решението е многу логично и издржано, 250.000 евра месечно за решавање на проблемот на 500 специјализанти. Го разговарахме малку овој момент околу приватните специјализанти и мене ми се наметнува тука прашањето, зборуваме за приватни во јавни здравствени установи. Точно. Или во приватни клиники? Во принцип, приватни специјализанти не треба понатаму да се дозволи да има. Значи, приватна специјализација има само во Македонија, Косово и Албанија. Никаде нема приватна специјализација. Добро, не се докторите слободни стрелци, па ајде сега нека завршат специјализација, па како специјалисти ќе видиме каде ќе работат. Че они мораат да имаат сигурност позади себе. Во здравството прво треба да дадете, после тоа да барате. 6 години факултет, 6 години специјализација, 12 години, доста жртвува доктор. Треба државата да покаже сериозност. Добро, доктор Георгиев и Лиманиеве, вие сте помладци, согласувате со овој концепт, овој е нов на нели државно финансирање на приватни специјализанти, но моето прашање еве ги изолираме нив сега еве како прашање бидејќи протестираа неколку пати. Моето прашање е дали ние добар почеток. Не, еве како добар, но јас прашувам дали ние ќе им дадеме на нив облигација кога веќе како приватен сектор ние го алиментираме буџетот, ги плаќаме, дали ние можеме да сметаме кога ќе го завршат процесот, ќе останат облигаторно 5 години во јавна здравствена установа и да ни ја пружат соодветната здравствена услуга. Така, тука ќе се надоврзам на овој дел. Значи, тоа е проблем кој што се провлекува со години во државата. Имаме ние приватни специјализации, меѓутоа, овие сега приватни специјализанти за прв пат добиваат надоместок од 2019 година. Значи, имало и пред 2019 приватни специјализанти, па никој им нема дадено никаков надоместок, си плаќаат свој џеб и турнусите, и полагањето, и се, а од 2019 година им се даде. Точно, се слагам, овие работи кои што ги бараат, треба да бидат на ниво на докторска плата, треба да имат осигурување, но по мене државата мора да најде начин да тие ги инкорпорира во системот. Значи, доколку ние само им дадеме се, без да речеме обврска да се вратат назад во јавното здравство, на еден начин можам да кажем малку ги дискриминираме во однос на државните специјализанти. Еве, ние имаме во клиничка болница Штип можеби 40 на специјализанти кои што им даваме ние плата, им ја плаќаме специјализацијата, но кои ќе се вратат назад имаат обврска да исто толку години останат во болницата или ќе вратат двојно повеќе пари од кои што сме вложили во нив. Така да сметам дека по мене посеофетно решение е да
се најде начин многу брзо сите овие специализанти им се трансформира овој статус во вработени во јавните здравствени установи. Ќе им ги преземат тие здравствени установи специализациите, ќе здобиваат плата и ќе си останат после тоа со истите обврски како и оние кои што веќе се примени. Бидејќи доаѓаме во ситуација да речеме да доколку нема писмен договор, може да се случи да половина од тие приватни специализанти не ја гледат својата иднина во јавното здравство. Може половина да заминат во странство, друг дел да се отворат приватни ординации и повторно јавното здравство ќе кубури се специјалисти како што ќе кубури. А при тоа финансирани со буџетски пари, така, но сите барање им се издржани и сметам дека тоа е начинот на кој што треба да се инкорпорираат. Еве, се направи некој чекор пред 5 години. По мене, еве, професорот каже дека корупцијата точно ја има, не е само во здравството, ја има веројатно секаде како метастаза во цела држава, но најглавен проблем во моментот за мене е пополнувањето на советен кадар во сите јавни здравствени установи. Сметам дека недостатокот на кадар е најголемиот проблем и за падот на квалитетот на здравствените услуги и се оној кој што следува. Можам да кажам, еве, јас сум директор од 2017 година, овој ми е пети министер кој што ми е на мене министер, еве, биле и од едната и од другата страна, и од Вреди, и од Дуи, еве, и Венко Филипче ми бил министер. Министерот не е семоќен. Дали ќе успее секоја здравствена политика да ја спроведе, зависи од многу фактори. Право зависи дали ќе му даде државата пари. Тој може да планира 5000 вработувања, државата ќе му даде 1000. Зависи од буџетот кој што фондот за здравство ќе опушти за болниците. Ние може да имаме планови проекти да се да доведеме, но тие работи не зависат од нас. Битно е да има политичка воља, бидејќи владата е носител на сите процеси во државата, министерот е добро да биде човек од велата и да може што е можно повеќе работи кои што се планирани во програмата да може да ги спроведе, бидејќи не зависи се само од него. Сметам дека тоа е главниот проблем. Еве, ја можам да го оставам на своја кожа. До 2020 година се реализираа за 2 години отприлика 120-30 вработувања и имавме отприлика 60-70 договори за дел. Во тој период дојде короната, со тој капацитет кој што го имавме тогаш, ние успеавме 2 години да се бориме како сериозен центар за борба со короната, помина над 3.500 пациенти кои што лежеа и неколкократно повеќе кои што поминале из болницата и успеавме да го поминеме тој удар. Од 2020 до 2023 година клиничка болница Штип нема примерно ни еден вработен, а замина 120 луѓе во пензија. И јасно да беше дека во 23 година не можеме ние со четвртина помалку вработени да ги даваме истиот квалитет на здравствените услуги. Да, не збориме за 12, туку за 120. Така, 120. По основ на пензионери. И тука е главниот проблем. Прво мора да се наполнат институциите со здравствен кадар. Еве, на истокот имаме сериозни проблеми скоро во сите здравствени установи. Има недостаток на кадар. Онаа брана од општа болница Кочени кој што треба да биде и таа е десеткувана со кадар, така да скоро се доаѓа кај нас. Следно прашање ми е за кадарот, сакам малку да обратиме внимание. Лимани, ајде околу специјализантите, како млад човек ме интересира ставот. Па добро, јас ќе почнам, пошто знаете, во медицината превенцијата е пред се и кога зборуваме за оваа тема, превенцијата на оваа тема е буџетот со кој располага нашата држава. Буџетот за здравство за нашата држава оваа година е проектиран негде на 715 милиони евра, што е негде околу 6 пати помалку од буџетот што има Србија за здравство или пак околу 10 пати помало од буџетот што го има Хрватска за здравство и јасно е тука какво здравство може да очекуваме со толку пари. Кога зборуваме за приватните специјализанти, јас во 2013 се запишав како приватен специјализант. Во тоа време немавме, значи, воопшто никаков договор и ниту една субвенција, да кажеме, од државата, се плаќавме сами. Во 2014 бев дел од групата на млади лекари специјализанти кои протестиравме за да добиеме било каков договор или било каква сума додека специјализираме како приватни специјализанти, која негде се финализира, ако не грешам, крај на 2015 и се договоривме, условно кажано, таа сума да биде 26.000 денари плюс персоналниот данок кој го плаќаат клиниките каде што специјализиравме. Тогаш имаше одреден број, околу 150 приватни специјализанти, ако не се лажам, и не престанавме тука. Ние продолживме и со притисоци, и со протести, додека не стигнавме до едно решение, тогаш еден оглас за кофинансирани специјализанти, каде што 80% скоро од колегите заедно со мене се вработивме преку таа програма, каде што дел презеде Министерството за здравство, дел за специјализацијата да ни плаќа и нормално се водевме како редовно вработени со
нели здравствено осигурување и пензиско Во осигурување. јавно здравство. Да. Се мапира каде има потреба од каков кадар и врз основ на тоа мапирање беше и огласот објавен во тоа време. Се прераспределија нели сите колеги по различни градови, по различни клиники и после тоа пак инсистиравме тие договори да не бидат додека ја завршиме специализацијата, затоа што така гласеа, туку истите после да се трансформираат на договор на неопределено време, значи со автоматизам да бидеме вработени и постигнавме успех и со тоа. И денеска овие 26.000 денари од колегите се резултат на тогашниот притисок и протести кои ги вршевме. Меѓутоа, јас мислам дека тоа е навистина смешна сума за еден лекар, да доаѓа на работа, да држи дежурства, да ги обавува сите обврски по разни клиники и на крај да биде платен мизерно со 26.000 денари. Која е варијантата со која би биле сите лекари задоволни? Јас мислам дека треба да се донесе закон или да се направи измена и дополнување на постоечкиот закон, со кој овие моментално специјализанти кои се на приватна специјализација, мислам 500 на број се некаде, да се реши нивниот статус, значи да се трансформира, да ги примат и да се трансформираат нивните договори на неопределено време и после тоа веќе да се размислува, како што рече и колегата Симеонов, да нема приватни специјализанти, затоа што ние така едуцираме кадар кој после завршување на специјализацијата генерално заминува во здравство. Да, при тоа го алиментираме и го финансираме. Го лимитираме, а од друга страна и делумно го финансираме со пари, со државни пари. Така без да јас гаранција дека ќе успееме да го задржиме. Јас мислам дека треба да се размисли на тоа и специјализациите да се прават врз основа пак на мапирање, да се знае во кои болници, во кои градови, каде недостасува кадар, па врз основа на тоа да се објавуваат и специјализациите во јавните здравствени установи, а не по желби на поединци, сакам, не знам, на кардиологија, сакам на ендокринологија, на абдоминална хирургија и така понатаму. Страшна е работата. Правилна прераспределба на кадар. Јас се согласувам дека можеби во одредени болници, конкретно во Штип нема кадар, меѓутоа во Скопје има доволно кадар. Неколку години по принцип на ротација додат доктори, сестри, целокупен медицински персонал да работи со колегите во Штип, додека од Штип не се пратат доктори на специјализација и за тие 5-6 години додека трае специјализацијата, по завршување да се вратат назад. Од кои клиники доктори има? Има во Скопје, значи Еве, во Скопје, знаете ли што се случува? Вие сигурно знаете, работевте вие во јавното Скопје се здравство, лекуваат бевте 90% од пациентите се лекуваат во Скопје. 90% од кои пациенти? Од цела Македонија. Концентрацијата, токму тоа Концентрацијата сакам е да во го Скопје. кажам дека е во Скопје, односно на клинички Зошто центар. да биде концентрацијата во клинички, кога може да биде во Штип, во Битола, во Столница, Ве во прашувам Тетово, зошто? во Ете Крит? тоа моето следно прашање, таа Затоа што кажа реорганизација и колега- дисперзија. Значи, систематизација со мапирање, прераспределба на кадар и специјализации по потреба. Не специјализации по желба. До сега многуте специјализации биле по желба и многу специјализанти пратени на специјализација во Скопје од Штип или не е битно од било која друга болница во Македонија, во тек на специјализацијата на огелен начин, најчесто политички, од Петни жили да останат во Скопје. Е вака, вие велите Не ги знам точните прераспределба. бројки, меѓутоа и колегата ќе се согласи дека има специјализанти од Штип кои што во тек на специјализацијата останале во Скопје. Зошто не се вратиле назад? Се согласувам. Сега веќе кога имаме проблемот, мора да најдеме решение. Не е само да се вработува нов кадар, нови доктори, нови сестри. Треба да има прераспределба на тој кадар. Се согласувам дека некаде има недостаток на кадар, меѓутоа не се согласувам дека проблемот е само недостаток на кадар. Не, ја Проблемот прашувам за нови вработувања, бидејќи во Треба да ВМРО има нови ДПМН беа најавени 500 и мислам, 500 и беа. вработувања во првите 100 дена, после тоа уште 500 нови вработувања во зависно од каде што има потреба. Меѓутоа, не е проблемот само 1000 нови вработувања. Проблемот е што концентрацијата на здравствениот систем во клинички центар. Добро, како вие некоја сестра тука од Скопје, ќе речете не од денеска ќе патуваш во Штип, ќе те прераспределиме и ќе одиш, ќе работиш во Штипската болница, ти ќе работиш во Кичевската болница. Ама тоа не е казна, не се тоа казни Не, не експедици. казни, не. Ќе бидат соодветно платени, ќе земат повисока плата, приправност, одвоен живот. Во здравството треба да дадете за да
формирате квалитетен функционален здравствен Не систем. прашам дали ова е клучот на проблемот со прераспределби или нови вработувања. Значи, Знаете едно од зошто? решенијата е регионализација. Тоа што подразбира, и ајде сите да Тоа поразговараме. подразбира дека Знам ја што конкретно клиничката подразбира. болница во Штип ќе биде регионален здравствен центар за 200.000 граѓани што живеат во околината. Добро. Ќе ги добиваат здравствените услуги во или блиску до местото на живење, нема да патуваат во Скопје. Од Тетово нема да патуваат во Скопје за услуги на секундарно и терцијарно Па зошто ниво до сега не здравствена се заштита. спроведе? Вие сте Ѓоргиев таму. Па кажа од 2020 нема вработување. Не, значи Нема малку персонал. да ги расчистиме работите. Ние немаме толку проблем со докторскиот кадар во клиничка болница и таа работи единствено на исток у тој дел. И сметам дека имаме сериозен ишекор напред во овие 7 години у делот и на хируршките и нехируршките гранки. Значи хирургијата се подели, имаме ние сега субспецијалисти и новата торакални болница и уште не е абдоминални. направена. Значи и во старата се оперира, болната ќе се направи еден ден, значи и во старата се оперира. Имаме Да, еден ден. субспецијалисти и торакални и абдоминалци, и неврохирузи, пластичари. Добро, е што е и проблемот делот, за оваа регионализација, целосно зборуваме? За регионализацијата, целосно, значи треба да биде пополнет капацитетот како што треба за да можеме да одговориме. Прво ние, наш сестринскиот и помошно-технички персонал не се многу проблематични. Таму имаме сериозен недостаток. Значи, не е проблема само операцијата ќе ја направите, треба тој пациент некој да го гледа, некој да чисти по него, треба да болничар. Значи, ние имаме проблем со помошно-технички персонал и со сестринскиот, со докторски, ние горе-долу сме добри. Истото ако се пополни болницата и во Кочани, каде што ќе биде исто така една бариера на целиот исток таму, на тој начин светам дека ќе се намалат и гужвите и притисоците и се слагам дека треба да има регионализација. Дека само одбрани случаеви треба да го поминат филтерот од Шипската болница и да завршат од Скопје, да ја олесниме работата на колегите, меѓутоа некош еве и сега се наоѓаат за обиколни патишта, директно се одат во Скопје за операција на кила, на жолчка и ден денеска се случува на клиника за дигестивна хирургија кој што е терцијарно здравство да се прават таков, да речеме, тип на операција кој што можат и во секоја што болница да се направи, така да регионализација е решение за да го намалиме притисокот врз Скопје, меѓутоа прво пополнување со соодветен кадар. Ние толку немаме проблем со докторскиот кадар, имаме сериозно, да речеме, проширување у делот на здравствените услуги и во кардиологијата и интерниот оддел кој што беше го направивме сега со субспецијалисти, имаме и ендокринолози, и ревматолози, и гастроентерохепатолози, значи се шири во овие 7 години, да речеме, експертизата докторска и медицинска која што има, но треба да го пополниме кадарот со овој дел кој што кажав и точно регионализацијата е дел од решение за проблемите за пренатрупаност овде во Скопје. Лимани... Добро, јас пак ќе се навратам на тоа, ние може да зборуваме до утре за регионализација со 6 или 8 регионални клинички центри, болници, било како да пак се враќаме на тоа основното буџетот. Значи не можеш еден млад лекар кој сега веќе има можност да излезе каде сака во светот, не е како што било пред 30 или 40 години, еден млад лекар да појде и да работи во болница со услови од 19 век. Значи, пред се треба прво да се види каква инфраструктура имаме ние здравствена во сите овие клинички центри, па и во болниците. Значи, имаме случај со болницата во Кичево, која не е изградена децени, имаме случај со клиничкиот во Штип, кој тапка во место, и ред други, па и гостиварската болница, па клиничкиот центар кој се зборуваше. И сега ние бараме од тие млади лекари да појдат и да работат во субстандардни услови, да, ти ќе појдеш и ќе работиш во Кичево, другиве што се во Скопје, нека продолжат да работат во Скопје. Значи, прво, треба да се среди инфраструктурата, здравствената инфраструктура, за да тие млади лекари имаат мотив за работа. Мотив за работа и врз основа на условите, но и врз основа на диагностички процедури и лабораторија и се друго кое нели е пропратно со работата која вршиме секој ден. Не можеме да бараме од млади лекари да работат по градовите каде што реално нема воопшто добра здравствена инфраструктура и нормално е дека тие сите или ќе бараат да се вработат во клинички каде што колку толку условите се подобри, или пак едноставно ќе си продолжат да заминуваат во Германија, ги знаеме, фрапантни се бројките на млади лекари кои заминуваат, и јас мислам дека доколку не се направи нешто во однос на буџетот кој се дели за здравство во нашата држава, а поврзано со тоа инфраструктурата, здравствената инфраструктура, тие ќе продолжат да се заминуваат и нема начин како да ги задржиме тука. Мислите дека инвестициите во здравството сами по себе, во инфраструктурата здравствена, дека се важни за Апсолутно. За квалитетот. Инфраструктура, опрема и едукација на кадрот. Тие три работи одат една со друга. И знаете вака, додека ние говориме, теоретизираме... Ако немаме добра инфраструктура, современа опрема и
современо едуциран медицински кадар, едно без друго не оди. И сега Треба ние- паралелно да се работи на трите полиња. Симеоно, вака си разговараме ние и веројатно сите сме ние и пациенти. Овде што сме, имаме блиски од семејството што ни се активни пациенти во моментов, имаме гледачи кои што се пациенти и велат што говорат овие теоретски, кога секој ден ние како медиуми вака велиме на клиниката за токсикологија, незаконски вработување, инспекции, идат луѓе на работа без договор на дело. На клиниката за онкологија колабирала сестра бидејќи не може да постигнат да боцнат во исто време дневно у дневна болница по 200 до 300 пациенти што треба да примат хемотерапија од цела Македонија. Ке се одважи ли некој да отиде во тие клиники, да влезе, да види на вистина што се случува додека ние ова го говориме овде? Ајде, Каже добро. прво колегата. Јас не карикирам, говорам буквално што се случува. Распределбата на пациентите не во овој случај, меѓутоа генерално, како што каже и колегата, распределбата, значи установите, здравствените установа, почнувајќи од примарното здравство, од матичните лекари, па се до секундарното и стигнувајќи до терцијарното здравство, исто не е соодветно реално во нашата држава. Секојдневно ние се соочуваме со приоритетни упати, разни други упати од колеги во секундарното здравство кои ги испраќаат луѓето од еден град до Скопје за некои работи кои апсолутно мора и треба да ги вршат тие во секундарните здравствени установи, а да не зборувам и за примарното здравство, каде што еден од клучните фактори за да се постигне колку толку добра здравствена услуга за граѓаните е превенцијата. Кога сме кај превенцијата, во нашата држава реално многу малку се прави во овој правец и ете еден од податоците од буџетот на нашата држава во однос на здравството и во однос на превентивните програми. Пример, во 2021 ние сме имале негде околу 975 милиони денари за превенција, кои во 2022 станале 887, за да во 2023 падна на 668 милиони денари. И се ова во склоп на тие превентивните програми кои и како би помогнале на здравствениот систем доколку се прават така како што треба. Еве имаме податоци од Светската здравствена организација, од Светската банка. Ние пример имаме во Македонија некаде околу 110.000 пациенти недиагностицирани со хипертензија и негде околу 130.000 пациенти недиагностицирани со диабет. И овие се резултат на тие превентивни програми кои реално не се прават како што треба во нашата држава. Јас мислам дека треба ресетирање на здравствениот систем. Потребно е ресетирање меѓутоа треба да се почне од примарното здравство, каде што ќе се филтрираат и триажата која ќе се прави ќе биде навистина како што треба, па и во секундарното здравство за да завршиме во терцијарното, каде што ќе се третираат најтешките случаи, а не случаи кои може да се третираат слободно во секундарното здравство, а им одземаат многу време на лекарите во терцијарното здравство. Се согласувам дека треба да се инвестира во примарното здравство, дека превенцијата, скрининг програмите треба да бидат преку примарно здравство. Меѓутоа, за да го добиеме тоа, треба да се качи капитацијата на бодот на примарните доктори. За да барате ви од нив дополнителни услуги, дополнителни ангажмани, мора да им го качите бодот. Добро. Ако во примарно здравство на докторите им се качи бодот на 100 денари, на стоматолозите матични на 90, зборуваме за сума од 18 милиони евра годишно, за капитација од 100 денари бод за матични доктори, 90 денари бод за матични Што ќе подобри онколози. тоа за пациентот? Тоа За ќе- мене како пациент. Тоа значи Кај дека стоматологот и кај мојот тоа матичен значи лекар. дека се инвестира во матичниот доктор и матичниот стоматолог и од матичниот доктор и стоматолог ќе се бара дополнителни услуги во однос на превенција и скрининг на пациентите. Докторите ќе имаат обврска за секој пациент еднаш годишно на 6 месеци или еднаш на 3 години, зависно од протоколите од Светската здравствена организација, да се организира скрининг програма за детекција на малигни болести,
диабет, кардиоваскуларни заболувања. Да. Добро. Ќе се зголемат услугите и ангажманите на примарните доктори. Меѓутоа мора прво да им дадете, потоа од нив да барате да ги спроведат тие работи. За пари зборуваме се. Не сум сигурен, меѓутоа светам дека и сега постои таа, да ја кажем, ајде условно буџетирање на матичните лекари, дека дел од буџетот им е поврзан со испраќање на одреден со постигнување на цели, дали одредена возрастна категорија ја пратиле на преглед за рак на простата, за дебелост, дека и сега го имаат тоа и дека тоа им е условен буџет за постигнување на цели. Светам дека и сега постои тоа. Да, и тоа се уште само да се надоврзам за овој дел кој што зборевме, сметам јас дека нели првенствено кадарот треба да се најбитно реши во здравствените установи и буџетирањето на здравствени установи. Тука можам да сложим со колегата дека исто така многу важно. Георгиев, да ве прашам, во Штипската болница, на пример, има онколошки оддел? Ние имаме само една докторка која што е специјалист по онкологија. Имаме одреден буџет согласно буџетот кој што го имаме, некаде околу 70.000 евра на годишно ниво е. Со тој буџет ние набавуваме дел од ова онколошката терапија и одреден број на пациенти, да речеме, Штипи од истокот, прилика некаде 60-70 луѓе, ја примаат терапијата кај нас. Значи тоа е скромно во однос, се аплицира кај нас. Таа што можеме да ја приеме и во однос на буџет кој што имаме. Пак потенцираме, значи не секоја терапија се дава, јас не случајно. Тоа што можеме и таа за која што имаме можности согласно буџетот кој што го имаме. Јас инсистирам малку на онкологија, бидејќи деновиве беше многу актуелно таму, во даден момент имаше можеби 2000 пациенти во исто време внатре во тие мали простории и околу 200 пациенти чекаа, беа само 4 медицински сестри кои невозможно физички не беа подготвени. Има недостаток на медицински сестри на онкологија, факт е тоа и затоа е потребна регионализација, да има повеќе центри во држава каде што ќе добиваат онколошка терапија. 8 септември, мислам, салите се подготвени за онкологија. Мислам дека се збореше и за одредени центри во Тетово, во Битола, се е подготвено. Да се вратиме малку назад, онкологија е најболната точка во здравството. Па еве никој не ќе да говори тоа, а тоа се најтешкиот облик на пациенти. Имаме предмет во обвинителство и во судство за скандалот за незаконско работење на онкологија. Ама не на сите, ако тоа нема завршница, како ние ќе ја вратиме довербата во здравствениот систем? Во меѓувреме не можеме пациентите да им речеме ај малку почекајте. Во меѓувреме многу сестрите медицински на онкологија се во интерес на пациентите, тоа можам да ја кажам со сигурност, затоа што има многу од тие медицински сестри во здравствената комисија на ВМРО ДПМН и они со последни атоми од себе вложуваат се за да ја добијат пациентите на време онколошката терапија. Многу жртвуваат од себе за да ја добијат пациентите онколошката терапија на време. Затоа прашувам колку треба ваквите изолирани некои ситуации да бидат приоритет на идната власт. Онкологија треба да биде приоритет. Се друго треба да се тргне на страна, онкологија треба да биде приоритет. Едно е недостаток на медицински сестри на онкологија, друго е други центри во Македонија каде што пациентите ќе примаат онколошка терапија. Каде што па ќе речеме никако се илјадници пациенти дневно патуваат кон клинички центар Скопје. Да испијат во коли од Сабелот. Поедноставно вие да пратите доктори во други терапијата која што треба да ја примат. Терапијата што треба да ја примат. Да ја примат кај нас. Зошто да патуваат пациенти во Скопје кога може да примат уште во 5 други болници во Македонија? Ќе одат доктори од Скопје таму. Ќе се вработат нови медицински сестри. Мора да се направи прераспределба на кадар. Таму е алармантно, затоа го ја изолирав онкологија како онкологија треба да биде ситуација. Примат на идната влада. Добро, овде ќе направиме една кратка пауза за рекламите, па продолжуваме со вториот дел. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Либанија е овој круг со вас. Вие сте млад лекар, но кај нас некако останува онаа горчина за вработување по партиски клуч, без почитување на тој мерит систем. Дали веќе се доведуваме во ситуација да не е важно и партиски нека се вработат, само да имаме некои вработени, или сепак здравството стана жртва на тие партиски вработувања, кои подоцна нели се одразија и врз квалитетот на третман на здравствените услуги и на пациентите. Сега во фокус колегите напиша за смртноста на кардиологија во изминатиот период од направените кардиохирургија. Голема смртност
по извршени операции. Дали тоа ни покажува дека по секоја цена се вработува или какви критериуми и филтри треба да поставиме за професионални вработувања? Добро, реално искрено, кај нас, ќе кажам, последните 30 години од самостојањето на нашата држава, реално никогаш не сме креирале здравствени политики, туку со односот на политизација на здравството, со креирање на здравствени политики, било секогаш на страна на политизација на здравството. Добре, политизираме со економските директори, например, ќе ставиме некој политички или директор на клиника, ама за вработени. За менеджментот, него за вработени, за вработените прво и основно, јас мислам дека треба да се направи програма посебно за студентите кои се првенци на генерација и одреден број 10 или 20 најдобри студенти на медицинскиот факултет, во трите медицински факултети по автоматизам да се вработуваат, тоест да имаат можност да се вработуваат во, ќе кажам, најелитните клинички центри. Јас мислам потек кој би ги мотивирал сите тие млади лекари да кога ќе завршат да знаат дека ги чека една работа после завршување на факултетот и мислам дека би бил еден исчекор напред без разлика од која политичка партија доаѓа, да им се пружи можност тие истите одмah после завршување на факултетот да останат во нашата држава. Второ е, нели, ние имаме сега некој вид на тестирања при вработување, меѓутоа проблемот или дефектот е што на крај останува дискреционото право на директорот да реши кој од кандидатите кои се рангирани на одредени позиции ќе ги прими во таа здравствена установа. И јас мислам дека тој удел на директорот на установата кој ја прави таа селекција на крајот треба да се минимализира и да биде со одреден број напоени кои не би влијаеле многу на конечниот избор на кандидатите кои конкурираат во таа здравствена установа. И секако истите тие тестирања да бидат, да се ажурираат било кога се работи за прашања кои се поставуваат или пак за сите други фази на тестирањето, за да навистина имаме добар филтер пред да се вработи одреден млад лекар во одредена здравствена установа. Мислам дека треба да се минимизира политичкото влијание, во овој случај пример на директорот на здравствената установа, за да по автоматизам ние добиваме добри кадри, навистина кадри кои заслужуваат да бидат вработени во одредените здравствени установи. И вака Лимани говори како млад човек, толку едноставно ова сето мене ми звучи, за да се воспостави како некој систем, без да се вложува некој дополнителен труд, се под предпоставка ако тука не е партијата или некој партиски таму да крева телефони, да притиска, да става ембарга или да фаворизира одредени вработувања. Георгиев, колку е тешка таа битка со партиските вработувања и колку тие го пропастија здравството? Така сега да во тој дел ние сите сме дел од ова поднебие и дел од ова општество, го имало, го има и ќе го има натаму. Ако се лажеме дека ќе дојде некоја власт која ќе рече окей, ние сега приемаме само експерти, не партиски луѓе ќе ја тераме работата, тоа е невозможно и само се така само сами себе си се лажеме. Не го гледаме тоа проблем дали некој е припадник на одредена политичка партија. Ако сум ја член на СДСМ, сум послаб хирург и полош доктор, ако е професорот член на ВМРО ДПМН, не го исклучува едното со другото. Важно е дали правите кадри ќе ги примите на тоа место. Што се однесува до овој дел, го слушав колегата Лимани со изборот на кандидатите, сметам дека во тој дел треба да остане мал дел на дискреционо право на директорот, од проста причина ќе ви кажам. Ако оставиме се на поените и на тестирањата, може да се случи да одреден број на колеги кои што имаат слаб просек од факултет, скоро никогаш не може да влезат во комбинација за примање. Тие уши во стартот имаат многу мал број бодови, да речеме кандидат кој што има 6 и нешто просек, има околу 7-8 бодови во старт, а оној кој што има над 9 просек има 30 бода во старт. Значи ние не можеме да ги осудиме луѓето со полно просек да никогаш поради нешто не може да влезат и не значи дека е правило оној кој што има највисок просек дека може да биде најдобар доктор. Дискреционото право е многу битно, бидејќи во разговор со нив имате луѓе кои доаѓаат и викат јас ќе одам или на кардиологија или уопште не се вработувам. Значи битни се нивните лични преференции, битно и луѓе кои што работеле неколку години договор за дело. Може би имам полно просек, но работел кај нас и сме видели дека е стекнал пракса и гледаме дека е екстра талент и се. Значи неговото помал процент или моето дискреционно право
треба да остане за да можем тој човек кој што веќе бил кај нас да продолжи натаму и сметам дека и натаму и во иднина ќе продолжи, ајде да кажем, раката на политиката и на партиите да се меша во сите избори, не само во здравството и така натаму, но битно е дали тој што ќе го избереме е квалитетен кадар. Неговата политичка припадност или симпатија или било што кон одредена политичка партија не може да му го намали неговата експертиза или знаење кое што тој го има. Така да сметам дека во тој дел Кратко тоа се моите ставови. Не знам колегата Георгиев дали ме слушна комплетно што сакав, мислам што која беше поентата. Реално сега дискреционото право е 100% од цела работа. Значи ако сме искрени до крај. Не само сега, последниве 20 години. Секогаш било така. Значи од 2016 мислам да почнаа со тестирање, претходно решаваше директорот кој ќе се вработи и кој не. Јас не реков дека директорот не треба да има удел во тоа, во решавањето кои кадри ќе бидат примени, меѓутоа од друга страна не може директорот да има 100% удел во решавањето кои кадри ќе бидат примени, затоа што од друга страна ако сме искрени до крај, тогаш некој кој е симпатизер на некоја партија кој не може 10 години да дојде на власт, треба 10 години да чека или нормално ќе се замене за Германија. Кога зборуваме веќе за политички вработувања. Треба да има директорот удел во решавањето, меѓутоа не 100% да решава кој ќе биде вработен и кој нема да биде вработен. Јас мислам дека како ќе изведете тоа да не биде 100%? Со колку проценти би влегувал во одлуката? Па, сигурно има некоја методологија каде што би се направиле пресметки како и што и кој би требало да се може искуството, може и тие што се договор на дело, тие да го искомпензираат просекот, пример, со поени од искуството што ги имаат во таа здравствена установа. Нормално тоа е предност. Ако некој бил вработен 5 години со договор на дело во Штипскиот клинички центар, многу е нормално да има 10 или 15 бодови пред тој што сега завршил медицински факултет. И многу е нормално тој да има предност. Јас мислам дека пак е ствар на политичка волја и мислам дека треба да се испрати сигнал до младите лекари, ако пак ќе кажам, ако искрено зборуваме, треба да се испрати сигнал дека без разлика дали се симпатизери на одредена политичка партија или пак не се воопшто, а во најлоша ситуација се тие што не се симпатизери на нито една политичка партија, треба да им влеваме надеж дека утре и тие може да бидат дел од здравствениот систем. Ако не, како што спомнав пред малку, трендот ќе продолжи со младите лекари и ние ќе продолжиме да дебатираме по емисии во наредните години. Добро, во тој дел, значи, во со сегашниот начин на примење, знаете дека има одреден дел на персонал кој што се негативна селекција се прави. Ели, знаете дека ако примате 5 кандидати, подлекот линија под 15. Доколку имате 50 кандидати, значи вие 35 кандидати ги елиминирате од можноста воопшто да биде разгледано тоа примање, а меѓу нив може да имам сериозно квалитетни луѓе и сметам дека сегашното решение е такво. За да би се исклучила комплетно улогата на директорот, треба да оди да биде на комплетна, да речеме комплетно на бодови. Просек, тестирање и не знам што. Ако примате 5, ги примате по закон првите 5 и завршува тука секака политичка дискусија. Но дали е тоа решение? Што се однесува до одливот на кадар во здравството, сметам дека и натаму ќе го има. Не се модерно време, интернет генерација, луѓето си сакаат да си одат во странство и тоа не можеме да го спречиме, но наше е да пробаме да го намалиме. Сметам дека што и да се направи, барем да се амортизира одењето на да речеме здравствен кадар во странство, меѓутоа никогаш само политичката определба не била Сме имале примери во одредени болници. Еве јас можам за мене да кажам, сме имале во одредени болници. 150 луѓе имам примерно неопределено време, сега неќе воопшто никога нити да споменувам поединечно ништо, но имало луѓе кои што ниту биле членови на СДСМ, дури напротив имало луѓе кои што биле членови на тогашната опозиција и тоа видни нивни членови кои што биле решение. Сум сметал дека тие луѓе треба да влезат, биле договор за дело 11 години пред да станам директор, се обучиле, биле обучени инструментарки, продолжил договорот со мене, јас сум дал решение. Без разлика што не биле членови и симпатизери на договор на дело треба да биде брзо решение на кратки стази. Не може со договор на дело вие да работите со години. Да, ова е концепт во одредени сегменти кај нас. Не тоа довработување еден сегмент е стручниот испит и просекот од факултет. Тие кандидати треба да имаат предност во изборот на специјализација, меѓутоа многу е битно мислењето на стручниот колеги. Треба да има период на волонтирање,
односно на мапирање, под менторство на кандидатот, значи менторот, едукаторот, треба да го насочи кандидатот во кој правец да ја одбере специјализацијата и треба да има бодови и од мислењето на стручниот колегиум. Значи стручниот колегиум многу добро знае кој кандидат, кој специјализант колку вреди. Значи не само мислењето на директорот. Да, ма говориме само за специјализанти, тука не се и други профили на здравствени работници. И треба да има специјализации во наредниот период по потреба. Ако има недостаток на онколози, педиатри, анестезиолози, 2-3 години, па и подолго ако треба, само тие специјализации ќе ги има. Тоа стратегија, првична анализа значи за дефицит, па потоа и стратегија само за... Само тие специјализации ќе бидат достапни. Нема вие да имате избор хирургија, кардиологија, пластична хирургија, дерматовенерологија, гинекологија, има доволно такви специјалисти. Тие специјалисти кои што се недостаток во здравствениот систем, во наредните неколку години ќе има такви специјализации. Ако ги укинете приватните, доколку приватните... не се укинат, тој што нема да ја има неговата, ќе се отиде на приватни. И јас се согласувам дека овие треба да бидат последни приватни специјализанти и затоа мора да се најде системско решение, да се вработат на неопределено време, али во меѓувреме треба да им се исполнат барањата. Барањата им се просечна плата на ниво на Република Македонија со платени доприноси. А зашто, докторе, не споменувате и воедно да им дадеме облигација во одреден период да ги задржиме во јавното здравство? Так, тоа ќе им бидејќи ги финансираме. Тоа ќе им биде во договорот. Веќе кога здравствената институција ќе ги преземе нив како доктори, ја презема нивната специјализација, ја презема и одговорноста. И затоа мора здравствената институција тие доктори да ги има и по завршување на специјализацијата. Да, не, во на трансформацијата на тој договор на неопределено време ќе важат истите услови како за државните специјализанти во сооднос 1/1, ако 6 години има специјализација, 6 години да треба да ги одработи во здравствената установа. И по завршување на специјализација да се врати во болницата од која што е пратена специјализација. Да, со тоа што се инвестирало, имаме поврат со тоа што добиваме. Имаме проблем децении назад. Не можеме ние сега преку ноќ или за 2-3-5 години ја веројатно мислам дека во колосек да биде здравствениот систем. Треба време, меѓутоа мора да се почне од некаде. ВМРО ДПМН е како лидер во идната нели власт, владеачка гарнитура, мислам дека ве лаички ќе нема многу комоција да отпушта вработени или договорци на дело во здравството, бидејќи имаме дефицит на кадар, мислам дека и тие 500 не знам од каде ќе се регрутираат и од каде ќе се најдат, дел одат надвор, дел мигрираат во приватното здравство, кое што е силно конкурентно и со плати, и со сето тоа, и со квалитет на и услови на работа на крајот на краиштата. На крај на денот може ни треба и комплетно нов модел на здравствен систем. Либерализација на здравствениот систем по примерот на соседни земји, како што имаме. Тоа значи што дека ќе има брзо вработување, бидејќи оние сега да се доврзам на муабетот нели за брзи вработувања, оние 1117 вработувања кои што ги донела владата на 28 декември и кои што не беа потпишани ради почетокот и трајање на изборите, веќе ги врати од Министерството за финансии, тие се одобрени, значи предвидени се буџет за 24 година. Сметам дека и останатите здравствени установи ги имаат добиено, така да сметам дека новите директори кои ќе дојдат на функцијата многу брзо може да ги реализира, бидејќи веќе има дадено согласност за прием на неопределено време. Има брзи вработување, меѓутоа потребно е да се инвестира во инфраструктура, опрема, едукација на кадар. Не е тоа процес што може да се случи преку ноќ. Да, знаеме, но овие процеси се и деценски, еве разговараме. Треба да се ревидира позитивната листа на лекови. Да, еве сум ја пишала позитивна листа. Че ние имаме најскапи лекарства во регионот, најскапи. И многу лекарства ги нема. Да, одат луѓето на Косово, одат во Србија, Бугарија. Антикоагулантна терапија пациентите ја купуваат приватно, после одат во фондот, рефундираат и тоа добиваат 50% од парите што ги платили. Зошто целокупната антикоагулантна терапија да не е на листа во аптека, зашто не се подигнат пациенти до аптека. Или во форма на апчиња, зашто да не се ревидира и болничката позитивна листа, зашто да има јавни набавки на онкологија за цитостатоци, тие цитостатоци може да бидат на позитивна болничка листа. Зашто да има онкологија? Зашто е се тоа скапо и треба некој да се точно. Да го... Значи, онкологија и други клиники си добиваат условен буџет. И со тој условен буџет, онкологија конкретно, прави тендер за цитостатици, за онколошка терапија. Зошто целокупната онколошка терапија да не е на позитивна болничка листа? Зошто да постои тендер за онколошка терапија? Однос на позитивната листа, само накратко, после долги години за време на министерувањето на министерот Меджити,
позитивната листа беше веќе финализирана, само што не се објави и нормално после сите политички збиднувања и промена на министерот, истата остана уставно да кажам да лебди негде, не знам, во Министерството за здравство. Таа е веќе финализирана и одреден број на лекови се веќе ставени во позитивна листа, затоа што реално еве јас ќе зборам од моја гледна точка како ендокринолог, кога зборуваме за дијабетесот, Македонија е земја каде што освен 2 лека кои се на позитивна листа од орални антидиабетици, друго нема ништо. Во одреден период имаше квоти за одредени лекови, нови лекарства за диабет, значи DPP-4, SGLT2 и GLP-1, меѓутоа тоа беа квоти кои одредени пациенти кои еве да кажам имаа среќа да влезат во тие квоти и да ги користат најновите лекарства за диабет и кои успеа се веќе на тие терапии, што е еден исчекор напред, меѓутоа повеќето од тие лекарства во нашите соседни земји се веќе на позитивната листа и долго време ги користат пациентите, така да пак ќе се вратиме на тоа дека ќе треба поголем буџет за да се ревитира и позитивната листа. Да, прашањето е од каде тој поголем буџет. Јас се согласувам за здравството. Тоа има неколку механизми или од зголемување на давачките за здравствени услуги, односно социјални придонеси, даноци да се акцизи, намалување на цените. Че не може ние да имаме најскапи лекарства, не може да имаме најскапа медицинска опрема. Не може медицински апарат во приватна болница да е купен 60.000 евра, во јавно здравство 115.000 евра истиот. Нема кој да го управува или Ист апарат во приватна болница е купен 60.000 евра, во јавно здравство 115.000 евра. Сакате да кажете во разлика во цена. Значи има многу корупција, ќе се намали корупцијата, со тоа ќе се намалат и цените. Навистина не знам како новинар. Главен проблем е корупција. Јас се согласувам дека Хрватска има 10 пати поголем буџет, Србија 6 пати поголем буџет, ама и со тој поголем буџет има поевтини лекарства, поевтина медицинска опрема. Да. Тешки се А овие... ние 6 пати помал буџет, поскапи лекарства, поскапа медицинска опрема. Да, и се тоа, доктор Се Симеонов, врти го знаеме, само прашањето е зошто не успеавме малку во здравството, некоја Затоа што нема посериозна екзекуција, значи ниту еден проект нема екзекуција до крај, ниту нешто е пресечено во корен за да се тргне напред. Еве, Се еден пример вртиме само во пред зачаран овие, круг да. 34 години. Еве, на пример, за клиничкиот центар во Скопје, новиот клинички центар, тоа е проект што го започна, мислам, ВМРО ДПМН најпретходната постава. Да, и сега баш... министерот следен тој проект го укина и се плати 18 милиони евра пенали. И повторно, па и сега гледам вака во партиските програми. Нигде не пишува дека ќе се продолжи, пишува ќе треба општествен консензус, ќе треба ваков консензус, ќе треба онаков консензус. Сакам да речам, повторно ништо немаме ВМРО ДПМН прецизно. имаше конкретен план, проект за изградба на нов клинички центар во комплексот Мајка Тереза. Министерот Венко Филипче дојде, го прекина тој проект, го поништи договорот и државата плати 18 милиони И евра потоа, пенали. не, ако навлегуваме во политика, па потоа СДСМ кога го стави на дневен ред со финансирање од Европска банка, мислам дека беше, па ВМРО не сакаше да го подржи, стигна да до го 500 гласа. милиони евра, ист таков клинички во Србија направила за 250 милиони евра. Легитимна е таа политичка битка, сакам да кажам, но епилогот за пациентот е Меѓутоа, дека го немаме не тој е клинички легитимна корупцијата. центар. Не може ист клинички центар во Србија да чини 250 милиони евра, во Македонија 500 милиони евра. Исто само да се добавам, па зошто заглави изработата на клиничката болница во Штип? Повторно за истите работи. 7 Добро, години јас вие сте почнав. таму. Јас сум Сакам да се наставник. надоврзам со изградбата на професорот, клиничкиот центар во Штип, затоа што долго време така се одложуваше нели изведбата, не знам поради кои причини и судски постапки имаше со пред. Не, заврши Пенали затоа мислам што дека имаше за раскинување. во време на министерот Меджити беше прекината, тоест беше раскинат договорот и беше активирана банкарската гаранција на фирмата која требаше да го изведува проектот. И од таа банкарска гаранција некаде околу 6 милиони евра се влева во министерството, во буџетот на Министерството за здравство. Значи доколку одреден оператор економски кој треба да ја заврши работа за одреден период, ние цело време гледаме и само немо пречутуваме гледајќи дека ништо не се случува, а пак не превземаме ништо, значи пак се враќаме на тоа дека треба да има одговорност.
Министерот треба да бара, било кој да е, треба да бара зошто во тој временски период, во тој рок, не е изграден тој објект. Кај нас досега се тегнуле така сите проекти инфраструктурни, да не речам сите повеќето, и никој за ништо не одговарал. Значи, сепак има правила. Корупција, неефикасност и отсутство на одговорност. Тешко, Тие тешки се трите ситуации. клучни проблеми да, во мора да здравството. завршуваме. Дали ќе бидете нов министер за здравство? Да почекам уште неколку дена. Ви благодарам до вербата. Ви Ќе покаже прифатуваме, времето. прво тоа сакам да го расчистиме, како функција, како позиција, како предизвик. Тоа ќе го одлучиме со партискиот врв овие денови. Добро, Симеонов, Георгиев, Лимани, ви благодарам, загребавме малку на површина оваа тема, 30 години сум новинар, постојано буткаме, бараме, инсистираме на реформи, тешко се спроведуваат, не знам зошто, веројатно малку треба и политичка и храброст и моќ и честност во овој сектор кој што е еден од најчувствителните, бидејќи изборуваме за здравје. Треба министерот на никој да не му должи ништо. Тоа треба да му биде главна карактеристика. А приоритет пациентот. Само чист, чесен, со визија министер може да спроведе функционален здравствен систем, без да му должи на никој ништо. Ви благодарам на сите тројца уште еднашка. Благодариме. Почитувани, емисијата завршува, ги најавувам вечерните вести, пријатно од мене.